на новата 2026 година можеме да направиме една ретроспектива за годината зад нас, 25-та, на вистина Институтот за македонски јазик одбележавте редовни и вонредовни програмски активности. Многу време ќе ни треба, меѓутоа ајде да ги истакнеме оние најважните што на вистина одбележаа 25-та година. Благодарам што сакате заедно со Институтот вака да направите една ретроспектива на минатата 2025 година. Можеме да се пофалиме дека Институтот беше речиси секој месец со некоја голема активност со која што го привлекувавме вниманието на македонската јавност, затоа што освен наука, која што тивко си ја работиме во Институтот, треба и всушност и една видливост на научните достигнувања во Институтот и воопшто видливост на грижата за македонскиот јазик. Така, во рамките на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, во февруари направивме едно убаво одбележување, 21 февруари, Меѓународен ден на мајчиниот јазик, потоа на 5 мај одбележавме 80 години од заокружувањето на кодификацијата на македонскиот јазик и го одбележавме денот на мајчиниот јазик. Сакам да кажам дека со оглед на тоа што Институтот е првата институција во која што почна да се одбележува 5 мај како ден на македонскиот јазик, ние си останавме верни на традицијата, да речеме. Инаку целата година ни беше во духот на одбележување 80 години од заокружувањето на кодификацијата. Зошто велам заокружувањето? Почнато е нели 1944 со признавање на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава на првото заседание на АСНОМ, а во 1945 година на 5 мај македонската азбука е обзнанета и на 7 јуни македонскиот правопис. Така се заокружи кодификацијата на македонскиот јазик во македонската држава. Потоа во мај месец ги имавме традиционалните денови на Благоја Коробин, дводневна меѓународна конференција. Потоа следат рациновите средби во Велес, на кои што традиционално, веќе 10 години, организираме научна конференција, во која што јазикот и литературата се испреплетуваат. Зошто? Затоа што Кочо Рацин е предвесникот на кодифицираниот македонски јазик, многу близок до литературниот, од една страна, а од друга страна тој е основоположникот на современата македонска поезија кај нас, на македонското творештво. И така, на тој начин, ние ги спојуваме во рамките на рациновите средби секоја година. Потоа продолжија нашите активности. Во меѓувреме, во мај месец Институтот преку ја доби, односно дел од колегите од Институтот ја добија наградата Гоце Делчев, највисока награда за наука за 2025 година за македонскиот дијалектен атлас, кој што излезе во декември 2024, меѓутоа наградата се доделува 25-та и ние сме многу горди на тоа. Раководител тука беше професор доктор Веселинка Лабровска, заедно со академик Маријан Марковиќ. Сега есенва се одржаа отворените денови на Институтот за македонски јазик. Во Кавадарци бевме да го одбележиме уште еднаш, да ја одбележиме кодификацијата, средба со професори, со наставници по македонски јазик, им подаривме од јубилејното објавување на правописот на македонскиот јазик, им поделивме во сите училишта примероци да си имаат, на градската библиотека и така натаму. Во рамките на конференцијата имавме над 100 учесници од земјава, но и од повеќе земји од регионот, и од Полска и така натаму. Бевте на славистички конгрес во Париз. Нешто што
Да. Нешто што навистина беше од особено значење. Да. 9 луѓе бевме на меѓународниот славистички конгрес во Париз. Тоа е активност од цела недела. Од институтот присуствувавме, бевме поделени во повеќе секции, бевме прифатени во разни области и така натаму. Јас имав заеднички реферат со колегите Људмил Спасов и Борче Арсов. Се договоривме оваа година за да можеме да отидеме по Веќемина, да одиме со коавторски текстови. А институтот се погрижи и да обезбеди, да овозможи сите да отидат и конкуриравме и до Министерството за образование и наука. Се уште ги чекаме средствата, но веруваме, ни рекоа дека оваа година нешто ќе ни биде рефундирано. Знаете, ние сме го зборувале тоа многу пати, сме патриоти и секогаш настапуваме така, независно дали можеме да ги покриеме трошоците или не. Нашето е да се представиме што работи македонската лингвистика, особено на вакви конгреси. Овој конгрес се одржа по 7 години пауза, инаку вообичаено по 5. Меѓутоа, значи, како и да е, време беше да се покаже се што работиме и секако таму ги однесовме и сите наши изданија. И во меѓувреме стасаа и новите. Тоа се наши 7-8 колеги кои што објавија своји монографии. Тоа се пред се магистерските и докторските трудови на нашите колеги и ние сме многу среќни и горди, задоволни со тоа. И сега во 2026 ќе им направиме промоции на делата. 26-та на прагот, знам дека ќе имате исто толку активности како минатата година, можеби повеќе или помалку, неважно, навистина, да ни ги прераскажуваме сите, меѓутоа би сакала да ни ги најавите поважните, барем во првиот дел од годината. Значи, најважно е што следнава година ние ќе одбележуваме повеќе јубилеи поврзани со животот и делото на наши колеги, но најважниот јубилеј ние во 2026 се навршуваат 100 години од починувањето, од смртта на нашиот патрон Крсте Мисирков. И нам ни е тоа најголема инспирација, секогаш Крсте Мисирков ни бил голема инспирација, независно дали по датумот на раѓањето, по годината на објавувањето на книгата за македонските работи, еве и од заминувањето негово и би рекле заминувањето во историјата на македонскиот народ и на македонскиот јазик. И сите манифестации што ќе ги правиме во 2026 всушност ќе бидат под закрилата на нашиот Крсте Мисирков. На овој начин, всушност, ќе му се одолжуваме на нашиот патрон. Исто така, само ќе споменам дека на денот или околу денот на смртта на нашиот Крсте Мисирков, сите национални институти ќе се собереме овде во Институтот за македонски јазик, заедно да ја одбележиме 100 годишнината. Тоа веќе ни е договорено од 2025 година. Навистина, несомнено, живее и духот, каде што и всушност сега се наоѓаме во спомен собата на Крсте Мисирков, постојано е посетена и од посетителите, особено од учениците. Така е, таа е отворена 365 дена во годината и имаме постојано посети од целата држава. Многумина ни пререкле, ни рекле, не е лошо барем по 50 денари влезница да им наплатувате на учениците. Тоа секој може да си го дозволи, но ние се уште сме во служба на народот, во служба на граѓаните и затоа посетата, организираната посета на спомен собата е секогаш бесплатна. Сите ученици доаѓаат од цела држава, доаѓаат, а исто така ни доаѓаат и уметници странски ќе дојдат овде во Македонија, слушнале за единствената спомен соба во светот на Крсте Мисирков, доаѓаат, може ли? Да, секако. Тука се професорката Лидија Тантуровска со трите млади колешки и секогаш некоја
на располагање и со задоволство ги пречекуваме сите и кажувам, ние сме многу горди на оваа спомен соба затоа што го чува споменот на нашиот крстен Мисирко. Ке ви посакам навистина на прагот на оваа нова година успешна работа. Нема да застанеме тука, бидејќи секогаш сакаме да ги информираме граѓаните за вашата работа, бидејќи особено е важно Институтот за македонски јазик, она што го работи, да биде достапно до јавноста. Јас ви благодарам на македонската телевизија, на утринската програма и вам, драга Бети, наша магистрантка, на која што сме многу горди, ви благодариме за интересот и за следењето на сите наши активности и морам да кажам дека македонската телевизија, македонската радиотелевизија воопшто обрнува внимание на негувањето на македонскиот литературен јазик, на македонскиот стандарден јазик.